Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Хаосот што ВМРО ДПМН го прави во градот Скопје е само пример како оваа партија раководи со општините каде има локалната власт. Речи се и да нема општина предводена од ВМРО ДПМН каде нема хаос и нефункционалност, каде нема партизација, расипничко трошење на парите и зголемување на општинските услуги. Општина Штип, градоначалникот Иван Јорданов и мнозинството во Советот од ВМРО ДПМН ги зголемија цените на данокот на промет, а претходно значително ја поскапеа и цената и на доместокот за ѓубретарината. За секретарката на општина Штип и блиска соработничка на градоначалникот постојат сериозни обвинувања дека гради дивоградба. Масовна партизација се случува и во општина Охрид, каде во општината и јавните предпријатија се вработени над 50 партиски војници, а цените на комуналните услуги се поскапени. Поскапи комунални услуги и паркинг плаќаат и граѓаните на општина Прилеп, додека локалната власт од ВМРО ДПМН нема реализирано ниту еден важен проект во изминатата година. Во Битола, општински пари се доделуваат на портпаролот на ОКО ВМРО ДПМН и неговата сопруга, а службени возила на јавните предпријатија се злоупотребуваат за лични патувања и потреби. Во општина Велес исто така има поскапување на комуналните услуги и масовна партизација на јавните предпријатија, а идентично и во Виница, Радовиш и некои други помали општини раководени од ВМРО ДПМН. Образецот на владење на ВМРО ДПМН е идентичен секаде. Не се работи, нема нови проекти, но зато има поскапи услуги за граѓаните и партизација на општинската администрација и јавните предпријатија. Една година локална власт е една година уназадување на град Скопје и други 40 на општини. ВМРО ДПМН и шпицниот градоначалник Христијан Мицкоски работат за личните и бизнис интереси, секогаш на штетата на интересите на граѓаните. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.